Беше глобална икона на антирасизмот и лидер кој сруши режимот затворската келија. Нелсон Мандела ја предводеше еманципацијата на Јужна Африка и нејзиното ослободување од стегите на апартхеидот. Роден е во селото Тембу во 1980-та. Татко му бил главатар на селото. На 7 години станал првиот член на семејството што бил пратен на училиште. Уште како млад, одлучил да го посвети животот на борбата против расизмот и апартхеидот, станувајќи член на Африканскиот национален конгрес. За кратко време неговата популарност расте, но станува трн во окото на владеачките структури кои го сметаат за терорист кој се обидува да го сруши режимот. Поделеноста во општеството била видлива насекаде. Белците ја поседувале речиси целата земја, живееле во богати населби и можеле да имаат високо платена работа. А црното население било најдолу во општеството, ограничено во движење, без можност за економски просперитет и без право на глас. Тоа создавало тензија во општеството, протести на угнетеното мнозинство кое во Мандела гледало зрак светлина. Наскоро ќе плати висока цена за својот активизам. Обвинет е за саботажа и осуден на доживотен затвор во 1964-та. Изолиран во затворската келија, додека милиони жители се соочувале со насилство и дискриминација. Имал право да добива едно писмо на 6 месеци и да има една посета годишно. Работел во каменолом и живеел затворен меѓу 4 ѕида, но не престанал со борбата за слобода. На слобода излезе во 1990-та со одлука на Вилем де Клерк, последниот бел претседател на земјата. 4 години подоцна, Мандела стана првиот демократски избран претседател на Јужна Африка, откако мнозинството доби право на глас. Со тоа го заби последниот клинец во ковчегот во кој е закопан апартхеидот, систем изграден врз нееднаквост и дискриминација. Ја доби поддршката и симпатиите од целиот демократски свет, од кралици и принцези до најмокните политички лидери. Начело на државата Мандела не се одмазди на белото малцинство. Напротив, испрати различна порака, промовирајќи соживот. Добитникот на Нобелова награда за мир и денес, по неговата смрт, се уште се слави како меѓународен символ на трпението и достоинството. Вистинска икона на отпорот.